Сагата продолжува. Ви изборуваме за јавниот конфликт помеѓу Јоце Панов и Панчо од ДНК, кој трае веќе со години. Тимот на Ексклузив работи на случајот насловен Кој кого ќе тепа, пооткако го сослушавме Панчо, се јави и другата страна, поточно музичарот Јоце Панов. Но да ви дадеме мало интро, ако не да Боже сте пропуштиле или не сте разбрале. Прво беше вака. Јоце Панов беше гостин во Ексклузив, каде за прв пат јавно зборуваше за војната со Панчо и наводната типачка помеѓу артистите. Не му се јави? Не може да се тепа, може само да го трпам. Потоа се јави и Панчо, иако со месеци одбиваше да даде било каква изјава на оваа тема. Сепак срце јуначко не издржа, па пред нашата камера изјави. А тој што рекол дека ќе ме тепа, ја имам настапи, предпоставам Сегнес Македонија знае кај се движам, која сага да дое, кај сага да дое во секое време. И сега најновото, Јоце Панов го возвраќа ударот. Пејачот за време на снимањето на новогодишната програма на 1 ТВ без проблем повторно зборуваше на оваа тема, а испрати јавна порака до раперот. Здраво Јоце, повторно се гледаме за една тема која што веќе ја начнавме преку Ексклузив. Излезе јавна војна, ќе кажам. Ти во нашата емисија кажа дека не може Панчо да те тепа, туку можеш само да го истепаш. Сега другата страна вели дека он имал настапи во дискотеки, кога си сакал си можел тоа да го направиш. Кој има настапи во дискотеки? Кој има настапи во дискотеки? Кој има настапи во дискотеки? Панчо тврди дека има настапи во дискотеки каде што можеш да го најдеш. Јас сум секоја ноќ по сите најдобри дискотеки низ Македонија и не можам да го најдам. Тој јавно ти испрати таква порака, дали може би ќе почнеш да го бараш? Не, немам потреба да го барам. Тоа беше во еден контекст кај што Зоки кажа дека слушнал дека сме се тепале, јас кажав што кажав и мислам дека навистина нема потреба да ја ширам работа затоа што навистина тој што има да проблем со мене го има проблемот, се дур зборува. Значи, првиот момент кога ќе ги помине границите, тоа веќе ќе биде друг момент. А инаку, кога станува збор за дискотекиве, навистина, сите дискотеки, јас сум секоја ноќ по најдобрите дискотеки низ Македонија и не знам, кој сака може и мене да ме најде, не е проблем. Панчо дополнително кажа дека не ве познава тебе, конкретно и Сладкар, дека не знае за кого му зборувам. Дали може би си подготвен за тет-а-тет средба да ве запознаеме? Не, вака да ви кажам. Ја викам, камо среќа да не ме познава. Јас него го запознав јас го запознав од тоа што секојдневно моето име беше присутно на неговиот профил. Значи, многу е логично. Навистина, не го познав, а човекот секој ден имав години назад од луѓе мои блиски, овојте, мислам не знам како се вика, Владимир мислам дека се вика. Дури навистина не знам кој е по тоа име Владимир, некој Владимир те коментира цело време. Мислам дека јас него го запознав од тоа што он мене ме коментира. Ако сум некому обсесија, не треба да коментира така дека не ме познава, нели? Мислам, па смешен е пред луѓето. Дали може би имаш некоја порака која што сакаш да му ја упатиш? Да е жив и здрав, да му е срекна новата година, да се биде најздрав и он и неговата фамилија и да гледа напред во животот, да не се замара со други. Поздрави и честитки ќе упатиме и ние и до Панчо, но и до Јоце. Сега фали уште Сладкар да се вмеша повторно и на јавната војна да и нема крај, иако раперот беше дециден. Дека не ќе да го гледам, што не он беше многу за гледање,